Underground Evergreens е најновиот албум на Superhix, кој го промовираа на 23-тиот роден ден на оваа група, а по тој повод во студиото на телевизија Нова ни гостува еден од нивните членови, станува збор за Пеце, добро го препознавате. Добре дојдев, Пеце, за прв пат, нели? Во телевизија Нова и Нова Бис воедно. Да, убава вест покрај таа за Нов Зеланд кој што бара нови работници. Ке ми раскажеш за тоа малку подоцна. Интересно звучи. Да, нов албум на Superhix по цели 4 години пауза, ама луѓето навикнаа некако да не чекаат, па еве. Но кој чека ќе дочека. Квалитетен, се надевам квалитетен производ и нови квалитетни 12 numeri. Така, па добро, и не е поентата само да се појавиш, треба да биде оправдано присуството. Па ние така секогаш сме работи. Не, имаше некој прашање, имаше некој прашање на некој интервју зошто толку долго. Не е тоа долго. Не знам, Джамироquai ги немаше по 8 години, па никому ништо. Се појавија со нов албум. Вообичаено ги изфрламе овие албуми на така на 3-4 години. Освен првите два албума кои што излегоа во периодот од 2000 до 2003 кои што беа во еден покус временски пократок рок, еве Underground Evergreen и после Африка по 4 години конечно. И после секој секому храна, дали можеме да очекуваме малку повеќе оптимизам во овој албум? Се средивме ли? Па не баш, мислам дека баш напротив, не, оптимизам. Оптимизам е секогаш присутен во нашите теми. Например, првата тема која што го отвора овој албум се вика Луда главо и стихот вели насмевни се луда главо и покрај тоа што си во долгови, неплатени рати и слично. Оптимизам секогаш носат Superhix, меѓутоа доста и обработуваме доста сериозни теми, а оние што ќе преслушаат овој албум не знаат од порано, веројатно ќе се речат абе стареле малку, сега станале посериозни. Меѓутоа тоа веројатно си го носат и годините и возраста и зрелоста и сето останато. Гледам голема сличност во вашата работа со нашата новинарската, кога новинарот е исправен пред предизвикот, нели, да напише вест од 5 реда и при тоа цела приказна и сите импресии од настанот да ги долови во само 5 реченици. А вие пишувате токму такви условно велите глупави песни, но сепак со своја порака. Тешко ли е да се пишува и зошто велите дека е тешко да се пишуваат глупави? Па не би се согласил дека ние слично професијата не имаме поголема слобода од вас. Не имаме поголема слобода од вас и да напишеме повеќе и темата да трае, не мора да биде во 5 реченици. Имаме текстови кои што и песни кои што траат по 4-5 минути, имаме песни кои што траат 2 минути, например, возот кој што објаснува како возот тргнува и заминува, на него доста луѓе се качија и слично. Тешко се пишуваат. Ова е креативен момент, не можеш, знаеш, тоа кога ќе ме прашаат луѓе зошто не вадите почесто албуми, не е ова сега не сме ние производители на кисело млеко, па сега да исполниме одредена квота на канчиња во текот на денот или месецот и годината. Креативен процес е креативен процес, треба инспирацијата сама по себе треба да дојде. Ова се крчкаше долго време и еве сега оценивме дека е момент да овој албум да излезе. Не знам, уште еднаш ќе кажам, некако преслушаат луѓето, па баш не интересира и очекуваме критики. За жал, она што го спомена ти, поврзано со новинарството, се помалку музички критичари има во Македонија и се помалку луѓе од кои што би сакале да и можеме да слушнеме што сме направиле на овој албум. Тоа ни недостасува некогаш не е тоа некогаш пред само 5-6 до 10 години порано имавме купи музички шоуа и музички уредници, и музички новинари, и музички критичари. Тоа денеска во Македонија замерели воопшто го нема, да не речем. 512 композиции, предпоставувам 12 различни пораки, може и повеќе. Па добро, едната не е наша, едната е кавер од легендарниот бенд Куд Идиоти за една компилација која што се нарекува За тебе. Тоа е трибјут Куд Идиоти на која што гостуваат сите попознати рок н рол регионални артисти на таа компилација се Рамбо Амадеус, Психомодо Поп, Дубио за колектив. И ние таа песна не е наше авторско дело, таа е само кавер. Останатите 11 ова композиција звучи сега малку како да сме сериозни музичари, односно класичари. Ние сме рок н рол бенд. 11 песни се наше дело. На дело до овие теми се јавуваат како автори гитаристот Борис Минов и на текстот и на аранжманите се на Superhix повеќето. На дело текстовите се јавува како автор Дарко Попов, на добар дел јас и така натаму. Една фина турлитава која што ја така вообичаено тоа го нарекувам, која што се крчкаше овие 4 години, па еве, спремна е да ја изедеме. А кој се подпишува како автор? Па се подпишуваме, реков, на текстовите јас, Дарко Попов и Борис Минов, а на аранжманите неблагодарно е да речеме овој или оној го направил. Целиот бенд учествуваше. Бендот е составен во моментов од... Заедно ги пишувавте и текстовите?
Се пишуваме сами. Па знаеш, сме имале смешни ситуации да ни се јави автор да ни каже имаме текст за вас. Не, ние сме бенд пред се и сами од секогаш сме си ги работеле и песните и сме компонирали, сме аранжирале комплетно и брас секцијата и ритам секцијата. И сето останато да ги поздравам и останатите членови, значи тоа се Гоце Валковски на грамофони или што и да е тоа што го носи на секој концерт или на скречови, брас секцијата тоа се Бранко Илиевски, Александар Спасовски Жути и Симе Златков. Поздрав до сите, вклучувајќи ни нас во ритм секцијата. Така. Она што остава впечаток на прв поглед е дефинитивно омотот обвивката на самиот албум на Underground Evergreens. Тоа може да го забележат и гледачите, еве доколку зумирах камерата. Да потенцираме. Да, само ние не изгледаме вака слабо, ние сме доста поправени овој период. Посебно би требало јас да сум ова луѓе, ова не сум јас. Ова е некој слаб и атлетски граден лик кој што треба да личи на мене, ама добро, фино е атмосферата да ме представува. Па атмосферата е доловена горе-долу, каква ни е во моментот просторијава, да. Следен чекор промоција. Само сакав да го поздравам Томи Џуровски, да не го заборавам по кој знае кој пат, кој што е автор на дизајнот на ова дело. Еден доста успешен млад дизајнер кој што живее, можеби случајно, можеби не во мојата зграда, па затоа е дизајнер на овој омот. Фантастично дело, поздрав и до Томи Џуровски, кој што реди успеси не само вака, туку и со негови анимации надвор од држава. И по редот на нешто, за сега би требало да очекуваме концертна промоција. Не, сега најпрво треба да очекуваме спот, конечно снимаме еден добар спот после долго време. Уште малку да го испромовираме овој албум. Она што е важно да кажеме дека после 23 години ова издание ќе добие и Супер Хикс прв пат ќе добиат плоча. Значи ова ќе се случи на овој издание ќе му се случи винил, наскоро ќе излезе од страна на се надам од страна на издавачот Југотон Рекордс ќе биде набрзо испечатен. Би требало да биде во Холандија склопен и кога зборуваме за концертот Скопје долго време го избегнуваме. Концертот би требало да се случи или на есен или некаде по есен и се надеваме на едно големо повторно грандиозно шоу како она што го имавме на Саем пред неколку години и она кој го имавме на Саем пред 10 години. Така. Ти благодарам за гостувањето и посакувам успех пред се со новиот албум. И време е да слушнеме композицијата која е мощна и популарна, Рам Парарам, видеозаписот. Ви благодариме на поканата и купете го овој албум, фантастичен. Вешто да ги избегнам, за да ти кажам, еј ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам, еј ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Стојам и не попуштам, издржав и на крај во очи ке ме погледнеш, насмевка на лице стои и пак ќе чекаш да јас да ти кажам, еј ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, ти умрам, еј ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, ти умрам. Pararam, pararam, pararararam.